името на Асоциацијата на секундарни суровини и рециклатори ви посакувам добре дојдовте. Накратко, за денеска би сакала да зборувам за придобивките од колективното управување со отпадна електрична и електронска опрема. Тоа значи дека прво би обрнала внимание на Законот за управување со електрична и електронска опрема и понатаму би зборувала за придобивките, проблемите со кои што се соочуваме ние како колективни постапувачи за електрична и електронска опрема во Република Македонија. Значи, законот е донесен 2012 година, веќе претрпе и една измена. Донесени се и низа подзаконски акти кои што поблиску ја регулираат областа. И согласно ова законодавство, во Република Македонија работат 4 колективни постапувачи за електрична и електронска опрема кои што имаат добиено дозвола за тоа. Импликации, како и секој друг закон, и овој закон има импликации врз производителите, кои што се главните и одговорни во овој синџир на управување со отпадна опрема и кои што го носат и товарот, финансискиот товар, односно треба да ги покријат трошоците за функционирање на целиот систем. Понатаму трговците, кои што исто така согласно законот имаат обврска да обезбедат собирни места, информирање на јавноста. Понатаму единиците на локалната самоуправа, кои што исто така имаат обврска да формираат собирни центри, и тоа еден на 30.000 жители, и крајните корисници потрошувачи, тоа сме на крај сите ние, кои кога ќе одиме да ја купиме опремата, сепак во цената има надоместок кој што потоа производителот ќе треба да го врати во системот. Односно ќе треба да го даде за да функционира системот на собирање. Законот дава можност за самостојно и колективно постапување. Предности и недостатоци имаат двата системи. Јас ќе се задржам на колективното постапување со оглед дека сум представник на колективен постапувач. Значи, колективното постапување нуди наједноставен, најисправен и најрентабилен приод, обезбедува предвидлив извор на средства, затоа што знаеме од прилика нашите членки во колкав број се и можеме да предвидиме колкави средства ќе собереме од нивните надоместоци. Обезбедува еколошко управување, затоа што сите ние како колективни постапувачи приматот на нашата работа е заштита на животната средина. Понатаму од надоместоците воспоставуваме широка мрежа за собирање, затоа што тоа ни е една од основните цели, да собереме што повеќе отпад, а тоа можеме да го сториме само доколку имаме широка мрежа на собирање. И го намалуваме товарот врз единиците на локална самоуправа со тоа што се обидуваме да им помогнеме на градоначалниците во воспоставувањето на собирни места. Знаеме дека трошоците за воспоставување на вакви центри се големи, така што една од нашите обврски е и во тој дел. Дополнително ги користиме сите можности за минимизирање на трошоците, соработуваме со постојни, меѓутоа стимулираме и нови бизниси, затоа што во моментот, знаете, во Република Македонија нема рециклатори, туку само има складишта за собирање и третман, што значи дека со тоа што повеќе отпад ќе собереме, можеби некој ќе си го види ќарот, па ќе формира центар за рециклирање, и на тој начин ја подобруваме економијата. Клучни принципи, тоа се услуги обезбедени преку конкурентни договори. Ние сме само администратори на системот, а сите останати чинители како складишта, транспортни компании се оние кои што треба да го земат и профитот на крај. Имаме оптимален број на договори со максимална ефикасност и минимални административни трошоци. Наместо секој производител доколку се лиценцира како самостоен, ќе треба самиот да обезбеди, односно да ги покрие трошоците за администрирање на системот. На овој начин со колективно постапување сите тие членуваат во еден, што значи дека административните трошоци се намалуваат и сите услуги се обидуваме, се трудиме да ги работиме согласно високите стандарди за заштита на животна средина.
Одговорноста сепак е во производителот, ова е синџирот на движење. Се почнува од производителот кој што ги плаќа надоместоците кон колективниот постапувач, понатаму ги доставува производите до трговците, од каде што луѓето, односно населението ги набавуваат производите, отпадот можат да го вратат назад или да го дадат во собирни центри, понатаму преку логистика отпадот стигнува во складишта за складирање и третмана, понатаму се надеваме на крај на рециклирање. И тоа што нас како колективни постапувачи што ни е најважно, тоа е имплементацијата на законот и за тоа да го направиме при извршување на нашите работи се соочуваме со низа проблеми. И тоа што би сакале да нагласиме што ни е потребно, значи подобрување на законодавството во делот на донесување на подзаконски акти кои што подетално ќе регулираат областа. Се соочуваме со низа прашања на кои што согласно постечкото законодавство не можеме да дадеме одговор, затоа што и самите не знаеме конкретно дали производите кои што се сите на пазарот влегуваат во овој закон или не. Понатаму имаме недостаток на подзаконски акти во делот на годишните извештаи кои што треба да ги изготвуваме и годишните извештаи кои што треба да ни ги достават на складиштата со кои што соработуваме. Понатаму сметаме дека тоа како што се даваат стимулации во аграрот, треба да се даваат стимулации во делот на постапување со отпад. Може би не звучи убаво, аграрот е гранка која што и требаат стимулации, меѓутоа, за да можеме да го решиме проблемот во делот на складирање, третман, рециклирање, потребни се стимулации во овој дел. Неопходна ни е контрола на инспекцијските служби, со цел да се спречи неконкурентноста на пазарот, а тоа се случува доколку некои компании влегуваат во колективен систем и плаќаат надоместоци, а некои не. Тоа доведува до неконкурентност во цената на производите на пазарот и на тој начин испаѓа дека за едни државата е мајка, за другите е маќја. И тоа што ни е многу важно на крај, тоа се проток на информации. Затоа сте ми потребни вие, новинарите. Сметаме дека некако малку се покриваат еколошките прашања во државата. Јас ќе се осврнам сепак на отпадот. Тоа што треба повеќе да се обрне во делот на сето она што не чини, треба да се каже. Сето она што не функционира, ќе треба да го поправиме сите заедно. Протокот на информации ни се потребни за да стигнеме до граѓаните и да ги убедиме дека отпадот не треба да се дава на Чичко Старо Купува за 100 денари, туку законот вели дека треба бесплатно да го предадат на собирно место кое што го формирал градоначалникот или да го однесат во собирен центар повторно бесплатно или да го вратат кога ќе купуваат нов производ во продавницата кај што ќе го купат новиот, да го вратат стариот. Значи, за да успее овој како и сите други закони, потребно е вклучување на сите чинители, а вие сте еден од многу важните затоа што преку вас на јавноста ги добива информациите и обврските кои што им следат. Екон Електрон, исто колективен постапувач, колегата од отпад Маријан, значи јас сум Панче. Значи во теков на минатава година почна имплементација на законот, како секој нов закон и неговото спроведување, се судруваме со нови проблеми кои што законодавецот не ги пропишал. Меѓутоа, работа е работа и ние мораме согласно законот што е во моментна сила, сите законски и подзаконски акти да ги спроведуваме. Меѓутоа, при самото работење како колективни постапувачи се судруваме со повеќе проблеми и тие проблеми сакавме заеднички во наредниот период заедно со Министерството
за животна средина, да ги усогласиме се со цел овој закон да проживее и нели свеста на граѓаните околу екологијата и посебно околу електричниот и електронскиот отпад, бидејќи некои делови од таму има и опасен отпад, да го подигнеме на едно посебно ниво и нели соодветно со примена на законот и вклучување на граѓаните и новинарите и медиумите, значи таа свест да ја подигнеме на повисоко ниво и во текот на наредните години да ги постигнеме тие национални цели кои што ги има пропишано Министерството за животна средина. Во секој случај досега како функционираа законите, првата година никогаш не се оди со такви рестриктивни мерки, се одат со првично се оди со едукација, затоа што тоа го дозволува и законот и го предвидува законот, посетуваат инспекторите, укажуваат на недоследностите, на недостатоците, им се дава обука на прекршителите, да речем, на законот и понатаму се остава простор да тие се усогласат со законските постапки. Затоа и не сакавме да одиме, претпоставам дека и државниот инспекторат, бидејќи ние имаме тесна соработка, не се поидени во инспекција во смисла да видиме дали сите производители го испочитувале законот, но верувам дека тоа ќе се случи откако ќе ги изанализираме повторно, ќе кажам, годишниве извештаи и ќе имаме нека реална слика за она што се случува во моментов во државата по однос на овој закон. Државните инспектори ги имаат посетено колективните постапувачи и нивните производители, од она што ние како сектор го добивме како информација, да видиме дали се навистина усогласени со овој закон, затоа што инспекцијата се однесува не само на производителите, туку треба да се контролираат и колективните постапувачи, дали постапуваат нели согласно со законскиве прописи.